да ви честитам избор од луѓето што го јавате, да ви посакам успешна работа у мандатот што следи и да ви посакам да се водите по народните потреби, не по партиските интереси. Тоа го има поздрав и добро началник и до администрацијата. Така. Може да почнете. Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа, Службен вестник на Република Македонија број 5/2002 и Службен вестник на Република Северна Македонија број 202/2024, најстариот член ја свикува првата седница на Советот и ја води у моментот додека не се избере председател. Значи, за седницата го предлагаме следниот дневен ред. Прва точка има 14 точки. Прва точка решение за избор на комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања. Втора точка решение за верификација на мандат на ново избрани членови на Совет на општина Конче. Трета точка предлагање и подпишување на свечена изјава на членовите на Советот. Четврта точка решение и избор на председател на Советот на општина Конче. Пета точка решение за избор на членови на комисии за финансии и буџет, локално економски развој. Шеста точка решение за избор на членови во комисија за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната средина. Седма точка решение за избор на членови во комисија за јавни дејности. Осма точка решение за избор на членови во комисија за статут и прописи. Девета точка решение за избор на членови комисија за местна самоуправа. Десета точка решение за избор на членови во комисија за награди и признанија. 11 точка решение за избор на членови во комисија за земјоделие. 12 точка решение за избор на членови во комисија за родова еднаквост. 13 точка решение за определување на членови на Совет на општина Конче, на општина кои ќе учествуваат во постапката на склучување бракови во местните канцеларии во општина Конче. 14 точка решение за избор на членови во комисија за изготвување на програма за работа на Советот на општина Конче. Дневниот ред е тај. Некој нешто да каже по дневниот ред? Има? Нема. Може. Почитувани советници, значи најпрво им сакам да ви честитам за изборот, да ви посакам успешна работа, да се раководите од праведност, честност и одговорно однесување. Значи изборот мој и ваш е даден од граѓаните и целта е да служиме само на нив. Надевам се дека овај состав ќе има можноста да го дадеме својот максимум за најдоброто на нашите граѓани и дека после 4 години, значи, позади нас ќе оставаме огромни успеси на кои ќе бидеме сите ние горди. Значи, инсистирам да се раководиме во Советот согласно статут и правилата за однесување на советниците и законските прописи, на кој начин, значи, би било се во ред. И јас накратко би имал толку. Ви посакувам успех, здрави, живи и работеме за општото добро. Благодарам. Значи, овде по првата точка од дневниот ред. На освојување. Дај го на освојување. Дневниот ред го даваме на освојување. Кој е за? Гласајте, значи сите за освојување. Значи, одиме по првата точка од дневниот ред. Решение за избор на комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именување. Значи, комисијата ќе се состои од колку? Може ли јас да дам образложение или... Значи, најпрво се формира комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања, која се состои од 5 членови. Значи, комисијата за мандатни прашања, верификација, избори и именувања ги разгледува оригиналите на уверенијата од Општинската изборна комисија за избор на членови во Советот, врши соодветна идентификација и му доставува на Советот предлог за верификација на мандатите на членовите на Советот и ги разгледува
приговорите во врска со предлози ако има за верификација. Значи, председателот на Комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именување е од листата на предлагачот кој има најголем број мандати за членови во Советот избрани на непосредни избори. Значи, сега одиме, јас по два примерука направих од секоја комисија и од секоја точка на дневниот ред. Значи, по предлозите како од политички партии, значи така произлеват и предлозите и за другите комисии, до верификационата комисија, така да, значи, ќе се гледа пропорционалната застапеност. Кој колку мандати има освоено, толку и членови во самите комисии може да има. Значи, сега ваше е да предлагате, нели, по соодветен број на членови и на крај Совето ја изгласува со мнозинство на гласови. Од едната страна, другата. Размислете кој би можело да биде член во таа комисија. Предлози сега треба. Прво да дадете предлог и каже предлог ако има некој. Јас мислех прво да предложиме членови на комисијата. Сега Тоа го правиме. па нека предлагат. Кој има предлог? Од вашата, од целата? Да, од групата, да. Значи, од групата на ВМРО може ги предлага. Да, од групата на ВМРО јас ги предлагам во комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања, ги предлагам да бидат Ердал, Гоце и Љубица. Ердал Алицов, Гоце Арсов и Љубица Атанасов. Јас ги предлагам од мојата група Ивана Ристова и Ристо Томов.
за исполнети законски услови за верификација на мандатот на членовите на Советот на општина Конче. На основа доставените уверенија од страна на членовите на Советот на општина Конче издадени од ОИК Конче за локални избори 2025 година. Бранкица Вуцкова од листата на коалиција Твоја Македонија предведена од ВМРО ДПМН. Гоце Арсов од листата на коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Лубица Атанасова од листата на коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Ердал Алицов од листата на коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Ристо Томов од листата на СДСМ и коалицијата, Серхан Нанушев од листата на СДСМ и коалицијата, Ивана Ристова од листата на СДСМ и коалицијата, Јонче Здравев од листата на Демократски сојуз и Никола Јованов од листата на Единствена Македонија. Комисија за верификација, мандатни прашања, избор и именување го утврди нивниот идентитет, со што констатира дека се исполнети законските услови за верификација на мандатот и од Советот на општина Конче поднесува предлог решение за верификација на мандатот на горе напоменетите членови на Советот на општина Конче. Општина Конче, Комисија за верификација, мандатни прашања, избор и именување. Дали има некои забелешки по однос на тоа од членовите на комисијата за извештај што се доставува? Не. Даде го на усвојување. Извештај го даваш на усвојување. Го давам на усвојување извештај. Кој е за? Кој е за? Членовите кои се. Николче, ти не си мислим на тоа. На верификација кој ги напише Мари? Ердал, Гоце, Иваница, Ивани. Не, така. Не си ти член. 5 за. Пет за. Добро. Сега може да се повикат. И сега, значи, извештај пред Совето, ќе кажеш дека по состанокот на комисијата за мандат и верификација мандатни прашања, избори и именување го доставаме следниот извештај и ќе го прочиташ истото пред Совето и со решение за ќе се донесе решение, а тоа Јончо ќе го прочита за верификација на мандатот. Има. Не се завртева. Верификационната комисија. Председател. Не знам кој е председател. Да. Ердал нели по автоматизам оде на Уред нели па- дава него сам. Председател. председател, може и да се изгласи. Оти Мислам, оти пака не. Треба да се требаше изгласа. и на почеток, ама и Врз основа на член 6 од Деловникот на Советот на општина Конче, Комисија за верификација, мандатни прашања, избор и именување на ден 12.11.2025 година до Советот на општина Конче поднесува извештај за исполнети законски услови за верификација на мандатот на членовите на Советот на општина Конче.
На основа доставените уверенија од страна на членовите на Советот на Општина Конче издадени од ОИК Конче за локални избори 2025 година. Бранкица Вичкова од листата на коалиција Твоја Македонија предводена од ВМРО-ДПМН, Гоце Арсов од листата на коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО-ДПМН, Лубица Атаназова од листата на коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО-ДПМН, Ердал Алицов од листата на коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО-ДПМН, Ристе Томов од листата на СДСМ и коалицијата, Серхан Нанушев од листата на СДСМ и коалицијата, Ивана Ристова од листата на СДСМ и коалицијата, Јонче Здравев од листата на Демократски сојуз и Никола Јованов од листата на Единствена Македонија. Комисија за верификација, мандатни прашања, избор и именување го утврди нивниот идентитет, со што констатира дека се исполнети законските услови за верификација на мандатот и од Советот на Општина Конча поднесува предлог решение за верификација на мандатот на горе напоменатите членови на Советот на Општина Конче. Општина Конче, Комисија за верификација, мандатни прашања, избор и именување. Значи, верифицирани се мандатите. Некој има нешто да каже по. Ако нема никој, ги даваме на усвојување решението за го донесуваме решението за верификација на мандат на членот на Совет на Општина Конче. Кој е за? Решението е донесено и подгласуваме за советници од сега натаму. Требаше, нема ни еден сликар да мора да викнеме сега такво и свечените изјави сега треба да се читат. Ај некој сликар да викнеме да има документиран. Сте на умил? Да, обавезно. Ајде да станем. Почнете да игривате.
Читайте они некако. Врз основа на член 38 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, службен вестник на Република Македонија број 5/2 и службен вестник на Република Северна Македонија број 202/24. Како ново избран член на Советот на општина Конче ја дава и подпишувам следнава изјава. Сега изјавата ќе читате. Секој ќе ја чита, да, гласно, гласно. Секој, земајте се изјавата, да. Ќе си ја читате на глас и на крајот ќе ја подпишеме. Значи јас, гласно, Јас. јас, Јонче Здраве, свечено изјавувам. Свечено изјавувам. Сите заедно. Сите заедно, ајде. Значи, како член на Советот ги вршам свесно и дека при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, законот и прописите на Советот и дека ќе го штитам Уставот поредок на Република Северна Македонија. Ајде сега подпис. Честитки на сите. Честитки. И тие изјави се од досијето се чуват. Подпишајте и ќе ги... Добро, шо сите не говориме, значи секој. Јапен кале. Скратено се. Скратено. Јас имам тука малку на забелешка, кај мене името ми е изгрешено. Сгрешено ли? Со. А, Ристо. Ќе го направиме на нов. Мислам да не е нешто проблем. Не е проблем. Ти сега подпишај, ќе го смениме, ќе ти го дадеме друго. Стојанка нека пуште тука на тоа. Ристо. Ристо, да, со. Да. Јас не сум толку малеко за Ристо да не става. Да, не сме видели од документи или... Продолжуваме ги? Продолжуваме. Значи, одиме по четврта точка од дневниот ред. Решение за избор на председател на Советот на општина Конче. Мислам оти и тука комисијата за верификација треба да Од произведе со група ќе кандидати. бидат, од група советници, а сега ќе ви прочитам деловнико. Избор на председател. Само еден момент. Мислам оти предлага мандатните Не, кандидати. И група. после Група од советници, тука е како група. И тука е и така предлог. 16. Значи му предлага на Советот, значи. Мислам оти така. А? Мислам Председателот на Советот го избира Советот со јавно гласање со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Советот. Предлог за председател на Совет може да даде секој член на Совет или група. Изборот на председател на Советот може да се врши и со тајно гласање. Значи, група на или поединечно секој. Не секој член, како група можете. Две групи, два предлога. Ако има и поединечен предлог, за сите се гласа. Поединечно. За сите поединечно и само со за. Нема воздржани, нема против. Разбрате? Не може да не гласа. Може од двата кандидата може сака за други да гласа, не така. Значи има право секој да гласа за еден. Така де со за. Викам, ти како За еден. Не може што да го биде водиш, за некој. не Може ме да биде за разбра. Сакам да кажам, нема против, се гласа за. Нема против. О, нема да гласа за секој, ама гласа со за. За предлого, за еден предлог. За еден предлог, ама кога кажате дека е групно гласање или Не групно гласен, групен предлог. Да, е групен предлог, а биде за еден групниот предлог. Не, а поединечно за секој. Дали Мислам, дали сакате да предлага мандатната, кога веќе имате вие групите, ви сте таму у мандатната комисија да ја произведете членови, мислам со кандидати за председатели, или сакате на седница секој да има право да предлага? Значи, Како сакате да го по правите? деловнико е група или член. Значи групата и таа група и таа се у мандатната. Мандатната комисија може да произведе со предлог
ние ни Да. може да го дадеме на И гласање. така може. Како ќе Значи, се секој как ќе сте вие- одлучите така? Вие ако сакате можете мандатот да си дадете своји кандидати и после тие да ги дадеме на Советот на гласање. Кажи. Или ако има некој дополнување О, после да, некој друг да, кандидат. може. Може. Да. Уред, предлог. Не. Да, уред, може. Имаш право. Имаш право. Имате право, значи. Вие мандатот да ќе произведете со кандидати, ние на Советот ќе ги разгледаме и ќе ги гласаме. Може и така, може и група. Мислам праксата и така. Може и група, може и поединец. Ако сакате мандат да заседавајте и Да. произведете со кандидати, ние ќе влеземе, ќе ги гласаме и така. Како предлагате? Как ќе се Обично така прифатите? се прави. Да. Обично така се прави. Ако сакате, мислам и така нај... Член на Советот го предлагам за председател Серхан Нанушев. Немам друга забелешка. Она ако си има, после нека си предложи. И јас имам предлог. Мој избор е Никола Јованов како предлог за председател на Советот. Ние како група го предлагаме Бранки Савичков. Кој даден предлозите? Оде ли право на тако или сакам јас право на тајно гласање? Да биде. Што да е тајно, која јавно е многу по... Јас мислам оти сепак, нели може подобро било да бидеме тајно гласање. Дали ќе е тајно, мислам треба да се одлучи Совет да гласа. Дали ќе е тајно или јавно.
Вика пака, избор за председател на Советот со тајно гласање. Избор на председател на Советот може да се изврши со тајно гласање доколку со таков предлог на член на Совет одлучи Советот со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Совет. И мислам оди ќе е подобро да се даде тај член на гласање, сите да одлучиме дали ако има мнозинство дали ќе се оди на тајно гласање. Тоа треба да се даде предлог, а зашо да е тајно која не е толку Советот не е толку голем за и нема кандидати за да... Не, ама сепак нели Добро, ќе се тоа е право, да. ќе се стави на гласање дали за тајно или за јавно гласање. Значи, кандидат произведува. Да. Има предлог и за тајно гласање. Да. Ајде го дадем гласање. Ајде. Кој е за јавно да се гласа или... кој е за јавно гласа? И кој е за тајно, што веќе предлог има за тајно? Да. Јас сум за тајно. Кој е за јавно? Добро. Значи, ова да биде јавно гласање. Констатирам дека јавното гласање е донесено. Ајде да дадем предлозите. Кој се? Ајде, Имаме три предлози. Бранкица Вучкова, Серхан Нанушев и Никола Иван. таа поединечно треба да дадеш на глас. Кој е? Први предлог кој е? Бранкица веќе? Бранкица. Добро. Немам пишано. Не ми даде лише за пишано. Не, Добро, бре. Значи, први предлог е Бранкица Вучкова, така? Да не грешам, за това го прочитам. Којата страна? Кој е за предлог Бранкица Вучкова? Пет. Пет, да. Тоа предлог? Серхан Нанушев, Кој е за предлог Серхан Нанушев? 4 и Јованов Никола. Јованов Никола. Не. Помни. Ама ако едночко Една гласаш, немаш право да гласаш. Колку? Значи два пати не се гласа. Значи, констатираме дека председател на Советот е избран Благодарам за изборот на председател на општина Конче. Ви посакувам на сите советници среќа и успешна работа во нашиот совет на општина Конче. Продолжуваме со точките од дневниот ред за избор на членови на комисиите на Советот на општина Конче. Согласно статутот и деловникот на Советот на општина Конче, членовите до комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања ги предлагаат представниците на политичките партии во Советот на општината. Предлагам комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања да започнат со работа и да ги достави предлог од решенија за комисиите на општина Конче до Советот на општина Конче. Значи, согласно деловникот и статуто, политичките партии, представени преку членовите во Советот на општина Конче, предлагаат во комисиите своји представници и тука треба да биде застапен исто така кој колку според мандатите колку што има освоено и да се избера значи членовите и да се избере и председателот на секоја комисија. Значи тоа произлегува од мандатната комисија, комисијата за верификација, мандатни прашања
избори и именувања. Значи пак треба да се повлече комисија. Јас ги предлагам Серхан Нанушев, Ивна Ристова и Никола Јованов. Што ме е предложен? Некој, јас не знам дали бил предложен од таа страна. Добро.
Значи, одиме на точката. Отварам расправа по точката на избор на членови комисија и даваш збор на комисијата за мандатни прашања да се произнесат. Продолжуваме. Ја отварам дискусијата за решение за избор на членови во Комисија за финансии, буџет и локален економски развој. Давам збор на Комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања. Марек е предлогот ќе Дали имате за збор? доколку нема да и на гласање предлог. Доколку нема, предлогот се става на гласање. Кој е за? Продолжуваме со точка број 6. Решение за избор на членови во Комисија за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната средина. Давам збор на Комисијата за верификација, мандатни прашања и избор. Прашања? Јас имам тука малку на прашање. Преги спомнах нешто и тука. За првите три точки што саках да имаме некој наш председател. Плюс околу тоа дека соработуваме некако група, како не знам да ви кажам, ние не сме заедно. Сепак малку ми боде во око зашто, например, другата група на советници никаде не го спомна барем уведна комисија како предлог независен советник. Сепак ние да дадеме предност и предлози спрема другата странка на како независен. Малку сум тука изненаден од другата страна и мислам оди барем у некоја комисија требаше да го предложат како независен советник у Советот. Значи, чисто информативно, јас сум малку изненаден од нивна страна. Оти сепак ние не работиме како заедничка група, ние сме си група од партија, он си независен, не е член на верификационната комисија. За жал, од нивна страна не беше спомнан у ниедна тело на комисија. Ако се случише да не го спомнеме и ние, може и немаше да биде присутна нигде. Мислам, ако си земам за право јас, тоа е право на личен избор, така да како е можело да предложите, предлагале сте вие, предлагале и другата група, нема ништо. Не, уредо се, сепак јас да сакам да кажам, на место меѓутоа сепак сте само малку ведем да говориме. Да. Сепак тоа е точно демократско право секој да си предложи, ама мислам оди ако у овај случај ако не сме го предложили ние или Николоште или друга страна, мислам малку ми иритира дискриминација, како дискриминација спрема дел од Советот. Може јас, Бранкица, не у делу како е изберено, туку у делу што викате дека не независно, тука нема ниеден независен. Не, уредо ама он си од друга партија, да. Од политички партии, да, дали како група или не, вие како верификационна комисија, значи можете да предлагате од сите членови на Советот. Така да
Кој како Затоа и јас го да, спомнах, нели, да. се тоа оди, нели, малку сум изненадан, нели, сепак како членови, како група што треба да Дали немаме вие го некој- имате предложено во некоја за комисиите? Јас го имам предложено и у комисија и за председател, ама сепак од друга страна нигде не беше спомнато, Во сепак и која оно комисија? јас го спомнах тука да биде за председател на Комисијата за урбанизам и комунални работи. Во ред. Два-три збора само ќе кажам. Мислам дека распределот би требало тинке малку да ги разбркате работите за да биде добро. Да ги слушнеме и другите. Јас сакам, бидејќи сум спомната, значи не сум јас никаква насока да дела, само го исцитирах законо, статуто и деловнико, дека вика пропорционална застапеност. Што значи пропорционална застапеност? Таму кој што има вика најмногу мандати, има во вкупниот број на комисии, не говориме поединечно за секоја комисија, и за председател, и за членови. Нека кажат верификационната комисија, дали не им го кажах тоа и на самиот состанок. Дали е било тоа од моја страна насочување и не се сложам со твоите констатација. Јас и за тоа баш само малку. Затоа и преди, нели, додека ги пишеме уште првите точки, спомнах дека не е добро поставено и не е добро, нели, од таа страна. Мене не мисли, нели, он од која партија иде и како иде, само сакам да кажам, оти ако одлучуваме ние тие 5 души во комисијата, дали само он, дали ќе имаше и некој друг, фактички нема да имат никакво својство во Советот на општина Конча, оти нема да биде спомнат, ако не го спомнеме, нели, ние него како советник и него како советник во некоја група тука за комисија, и мислам оти малку беше дискриминаторско настроено, мислам, не настроено, мислам според мене, не мора да значи за сите. И мислам оти тука имам забелешка спрема колегите од друга страна. Во ред за забелешките. Дали има некој друг збор? Се гласа кој е за членовите во Комисија за финансии, буџет и локален економски развој. Кој е за? Само малку да, кога првото поминато ли е? За финансии зборуваме. Отвори
Се отвора дискусија за точка број 6, решение за избор на членови во Комисија за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната средина. Чеки бе? Абе, на гласање, да. Да. Се става на гласање за членовите во Комисија за урбанизам, комунални работи и сообраќај и заштита на животна средина. Кој е за? Кој е за? Против. Против? Воздрж. Воздржани? Се отвора дискусија за решение за избор на членови во Комисија за јавни дејности. Му давам збор на Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања. Дали имате збор? Јас кажам и пак се надврзам на истото. Барам од овие 3 точки, ако тие веќе е поменето, тука за оваа комисија председател да биде Серхан Нанушев. Дали ќе дискутирате по однос на новиот предлог? Пак треба да се изјасните. Друг некој збор? Сега на сите комисии ли се направени? Направени се. Не, председатели. Председател Распределва има ли направено или? со распредел, да. Прочити и Марисите. Мислам, За председателите даше тоа освоени. советник, мислам дека тековно оди и се чита, така ли е? Што е нејасно сега? Тука се чита тековно за секоја комисија се чита и... Преги, кога го спомнах на тоа прашање, вие жадни. Добро, Серхан, значи ќе се стави во како забелешка, Како предлог, како уште, предлог, значи, два забелешка, предлога после за- совето заеднички ќе одлучува Па за да, промените. Сега. Значи, Кои сте за промена? некој за промена, убаво Бранксе. Значи, комисијата е од членови. Ајде. Јас да ги прочитам. Да. Се става на гласање
За Никола. Кој е за? За Серхан. 4. Ставя и целата комисија себе на гласање со председател. Се става за избор Комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања да го утврди председателот на Комисијата за јавни дејности Председател, И значи. членовите. и членовите. Со членовите, значи Никола да гласа за предлогот што е даден сега, потврден од Советот, за председател да биде Никола Јованов. Кој е за? Против? Против. Тројка. Се отвора дискусија за точка 8, решение за избор на членови во Комисија за статут и прописи. Давам збор на Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања. Кои сте за? Дали се прифаќа предлогот за? Против? Воздржани? Се отвора дискусија за точка број 9, решение за избор на членови во Комисија за местна самоуправа. Давам збор на Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања. Никола Јованов. Предлогот дали е за? Готовам за Го даваме на гласање. кој е за? За? Против? Воздржани? Се отвора дискусија, точка број 10, решение за избор на членови во Комисија за награди и признанија. Давам збор на Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања. Гоце Арсов, Љубица Танасова, Ердал Алицов, Ивана Ристова и Ристе Томов. За председател Љубица Танасова со 4 за. За председател беше. Еден воздржан беше. Според предлогот се става на гласање за, против, воздржани, се отвора дискусија, точка број 11, решение за избор на членови во Комисија за земјоделие.
Давам збор на Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања. Никола Јованов, Бранкица Вучкова, Гоце Арсов, Јонче Здравев, Ристе Томов. За председател Јонче Здравев со 5 за. Усвоено. Се отвара гласање за предлогот. Кој е за? Се отвара дискусија, точка број 12, решение за избор на членови во Комисија за родова еднаквост. Давам збор на Комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања. Серхан Манушев, Ивана Ристова и Никола Јованов. Ивана Ристова председател. 5 за. Усвоено. Се отвара на гласање за. Се отвара дискусија за точка 13, решение за определување на членови на Советот на Општината кои ќе учествуваат во постапката за склучување бракови во местната канцеларија во Конче. Давам збор на Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања. Бранкица Вучкова и Серхан Манушев. Само со двајца? Со двајца се представници што учествуваат како сведоци во постапката за Се става на гласање за предлогот. Кој е за? Се отвара дискусија, точка број 14, решение за избор на членови во Комисија за изготвување на програма за работа на Советот на Општина Конче. Давам збор на Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања. Љубица Атанасова, Јонче Здравев и Серхан Манушев. Јонче Здравев председател. 5 за. Се става на гласање предлогот. Благодарам на сите. Денес со тоа е исцрпен дневниот ред. Седницата се завршува. Благодарам.